Започна расчитувањето на теренот околу локацијата за изградба на мини хидроцентрала на Мала река, енергетски проект околу кој во изминатите месеци се крена голема прашина, како во советот на општината, така и во јавноста. Надлежните креваат раменици, немокни да го запрати инвеститорот кој уредно ја набавил целокупната потребна документација за изградба на мала централа, бидејќи се било законски. Граѓаните пак, револтирани, повикуваат на спречување на реализацијата на инвестицијата, загрижени за последиците во збраната градче и на пошироката животна средина. Мала река деновиве мирно тече без да знае што и се случува. Имено инвеститор деновиве ја исекол шумата за да го расчисти теренот за изградба на мала хидроцентрала, енергетски капацитет со кој треба да се произведува електрична енергија. Ваквата реакција, односно ваквиот потек најден револт помеѓу граѓаните на Кочани, а во изминатите месеци реагираа бурно и советниците во Советот на општина Кочани. Дилемите или копијата се кршат околу тоа кој се издал дозволи, кој не издал дозволи и како да се застане на пат на изградбата на овој капацитет. Посебно револтирани се екологистите и сите оние кои се љубители на природата, бидејќи со изградбата на мала хидроцентрала се смета дека ќе се загрози животната средина, а ќе се загрози и вештачкото езеро Градче. Тоа што е нелогично во целата ситуација, ако претходната локална власт, начело со тогашниот градоначелник, дала позитивно мислење на барањето од Министерството за животна средина и просторно планирање, зошто тоа и другите министерства, како и надлежните институции на државно ниво од актуелната власт во текот на 2020 година му ја докомплетирале документацијата на инвеститорот, фирмата Дис Енергија ДО Скопје. Тоа што е известно е дека инвеститорот е решен да го гради енергетскиот капацитет, дека ја поседува целокупната документација, дека од тој аспект никој нема законска основа да го спречи. Затоа останува да се види како понатаму ќе реагираат граѓаните и дали ќе се премине на организирана форма на притисок со демократски средства за да се застане на пат на инвестицијата. Истовремено, одговорните во општината и државата ќе мора да ги имаат во предвид финансиските и другите последици од евентуално запирање на изградбата на мини хидроцентралата.